Вторник, 22 април, кратки вести во 12 часот. Уште една во низата сообраќајни незгоди на историскиот автопат Охрид-Кичево. Овој пат кај пресека и за среќа без загинати, но со 6 мина повредени. Делницата, што се гради веќе 11-та година и понатаму останува сериозна безбедносна црна точка во регионот. Градежните зафати во комбинација со неприлагодената брзина на движење често доведува до сообраќајни незгоди, во некои случаи и со трагичен крај. Надлежните велат автопатот ќе биде готов на крајот на 2026 година, а најавија дека до почетокот на летната сезона ќе се пуштат во сообраќај 40 километри од автопатот од селото Врбјани до Охрид со мал пресек кај Ботун. Дали и во која мера ќе се остварат најавите и ветувањата останува да видиме, а до тогаш останува на возачите да покажат поголема сообраќајна култура и да ја прилагодат брзината на движење согласно моменталните услови на патот. Продолжува уништувањето на појасите со трска во Охридско-Струшкиот регион. Последно ваков настан беше регистриран во неделата во местноста Трно во близина на улицата Прилепска. Беа опожарени околу 7 хектари со трска. Предходно во првата половина на месецов изгоре трска на потегот од автокампот Антон Дуков до селото Подмолје, а пред тоа во неколку наврати пламените јазици проголтаа трска помеѓу струга и калишта. Од Охридската пожарна со апел до граѓаните секое зачадување благовремено да го пријават до надлежните институции и потсетуваат дека палењето на отворен простор е строго забрането и казниво со закон. За 20% е зголемен бројот на патници на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле, рече министерот за внатрешни работи Панче Тошковски по посетата на СВР Охрид и полициската станица за граничен премин на аеродромот. Додаде дека за околу 30% на граничниот премин Блато кај Дебар има зголемување на бројот на туристи. Добро е што имаме зголемена размена на туристи, сакаме тој број да расте, потенцираше Тошковски. Нагласи дека се преземаат сите потребни мерки, сите туристи во предстојната сезона да бидат безбедни и да уживаат во својот одмор. Времето денес сончево со умерена облачност. Дува слаб до умерен југоисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 20 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.